Јас ја правам целата слика како го ја слушам брзата помош, како истрчувам. Колку се измачуваш. Да, јас сум константно Човече. во мачење. А луѓево многу ми е симпатично кога ми пишат блази си колку си позитивна. А стварно не сум. Ама така изгледаш реално. Многу се трудам, многу работам на себе и многу одам контра тоа што го чувствувам во моментот. Може да буквално секое патување ми стартува со тоа дека ќе падне авионот, дека ќе не знам, ќе направиме сообраќајка, дека нешто лошо ќе се случи и си викам, не е ова предчувство. Пошто ти е голема поддршка во се. Најпозитивец. Како успева вака во овие моменти? Не знам, има научено и мислам дека го има научено и моментот на необрнување премногу внимание на мојата погрешна мисла или на тоа лошо ми е малце ми се слоши. Буквално не реагира. И мислам дека тоа е еден добар совет до сите оние кои што живеат со анксиозни луѓе. Да не му обрнуваат многу внимание на моментот дека не ми е добро. Не ми е добро, ти се слушам. Добро, ништо, голема работа. Што сега ќе пиеш винца, ништо да. Значи да го протуркаш како да е неважно, затоа што ако му дадеш внимание, многу зема на сила. Тоа е како едно онакво човече, гремлинче, кое што е малечко и ако му ставиш вода, почнува да станува еден таков звер од кој што не можеш да се спасиш. Мораш да отидеш во болница, да ти стават 2-3 инфузии, да ги видиш тие во бели мантили, да си речеш добро е се спасиш. Сигурни раце сум. А нема врска. Да. Така што и тие црни мисли многу често знам да ги прекинам, односно да си речам не е ова ми е интуиција. Ова е чиста анксиозност. Престани да мислиш глупости. Не можеш да муускратуваш на детето да излезе пред зграда затоа што ти си умислила дека ќе падне шипката од љуљашката и тачно него на глава ќе му падне. Значи престани. Ќе го упропастиш и детето и себе се упропастуваш доста и ќе го пуштам да излезе. И гледам да не му ја пренесувам таа тежина на него. И многу се радувам што сум имала неколку случаи на Инстаграм да ми пише некоја жена, претежно се жени, и да ми рече се гушам, го терам маш ми да ме врати од граница, значи ќе паднам, заради тебе тргнав на одмор, помогни ми како да ја поминам границата. Ми се случувало говорни пораки да праќам на луѓе кои што не ги познавам. И ки ми пише после тоа, поминав граница, ми го спаси бракот.